Судот во Страсбур едногласно ја прифати жалбата на Стојан Черибарев, кој во 2022 година беше разрешен од страна на судскиот совет. Во образложението судот пишува: 1. Ја прогласува жалбата на подносителот на барање во врска со неговата неможност да поднесе жалба против одлука на судскиот совет донесена по враќањето на неговиот случај за прифатлива. 2. Утврдува дека имало повреда на член 6 став 1 од Конвенцијата по овој наслов и 3. Утврдува дека нема потреба да се испитува прифатливоста и основаноста на жалбата на подносителот на барањето за повреда на принципот на правна сигурност, изготвено на англиски јазик и објавено писмено на 13 ноември 2025 година, согласно член 77 став 2 и 3 од правилникот на судот. Стои во образложението. Во денешната реакција на судот од Страсбур, Стојан Черибарев изјави: Судот во Страсбур потврди дека дел од составот на судскиот совет во 2022 година, спротивно на закон, на сила изгласа одлука за моје отстранување од Врховниот суд. Но се потврдија и моите сознанија дека тие членови постапуваа како заложници на политичко бизнис група која го режираше тој процес водена од лични и лукративни цели. И покрај иницираните 3 постапки за моје разрешување и 3 кривични постапки против мене, никогаш од ниту една институција не се утврди злоупотреба на АКМИС систем од моја страна. Не се утврди моје влијание и придонес за бегство на поранешни функционери, како и мој придонес за незаконито донесена судска одлука и било каква злоупотреба. Појасни Рибарев. Со ваква одлука на судот во Страсбур, сега судскиот совет е должен да ја повтори постапката и да донесе одлука соодветна на одлуките од Меѓународниот суд, што значи Стојан Черибарев повторно треба да ја продолжи работата како судија на Врховниот суд.